Ало? Да. Ало? Да. Со ко се зборев сега, само изслушаме малко. Значи, Сашо ти се јави синок, единствено можно се таа за овие, за старчоците таму кај што сме кај Зелено пазарче. Шо? Значи, Коце ми кажа, Владо, што ќе градел пензионерски дом на председател на општина центар на пензионерите, подитно уште денес ако може да организира да ги најде тие што се членовите таму по тие зградите, да се организира бесплатно 2 дена од утре да би тргнале на Пладне. Ово нема што да организира човек. А зошто да не може тој председател да отиде од влез на членовите да и каже се организира тоа и тоа? Дали сте заинтересирани да идете? Кој ќе го организира тоа? А што има проблем? Еве ќе најдеме преку агенција 50 евра коштало, 3000 денари. Да ги задржат до недела вечер. Абе не се глупи пензионери. И тоа да утре тргнува, а денес ги организира. Да кој се? Ама добро, тој бил нас, сега Коце ми кажа. Значи, тој Владо го знаел на општина центар председателот. Значи да го викне уште денес да ја организира акцијата. Ма кој бе, тој нашите чига не се глупио. Глуп шо е? Треба да му се каже, значи, иначе 3000 денари по човек бил. Со една вечер на него да рачунаме, човек, тоа сакам да ти кажам. Не, добро, вот јас ти сејавот и Коце ми кажа за тоа. Тој нашите ќе ги стави. Тој е близок до наш, со Владо е пријател. Ничем го ставивме, на листа не влезе. Треба му се каже да отиде у влезот во 18, 22, 24 да и каже, луѓе, колеги, пензионери, значи так се организира утре, идеме таму и таму, ќе ве земат, ќе ве соверат со високотуристички автобуси, идеме, го организира градската организација на Скопје или на општина центар, пензионерската организација. Значи само и да направи анализата, ќе се каже во зградата тој ми е пензионер член, тој е звони на вратата, така или телефон ќе ја вони. Да лифто и таму нешто пичко мечен да историја. Не, лифто тоа не мислам мора, тоа е услов. Значи тоа не се дискутира тоа. Значи тоа мора. Ние сега со Мики се видовме овој синоќ од 10 во 12:30 до 1 сат седесме. Нема тоа се стураш. Не, ги извадивме од листата. Значи јас ги поделив, ги структурирав од 90 до 95. На тие што му се таму што се вртат околу него, што се околу тој дел од Зелено пазарче има едни што живеат, една банда пече дечки, им ги кажавме кои се. Значи по име, презиме, да видат што може да направат. Ајде, не видиме че правиме момент. Ајде. Добро, ама види, те молам размисли за ова дека може да се организира. Помислев Иванчо, ама не знам, малку ме скртлив. Не знам, он ме упатува на Владо. Владо не се појавува. Ако имаш ти комуникација со овој Тодоровиќ, викни го и кажи му, одма може денес он уште сега да иде со луѓето по зградите, да ги праша, слушајте, имаме организација, имаме добра од средствата и ако 2-3 автобуса да организираме од таму, 70-80 луѓе да се качат, ќе им кажат се враќаме во недела во 12 во 1 часот или во 3. На Царина ќе им кажам ќе ги задржиме, значи после 7 ќе си дојдат и нема да гласа. Како? Ќе да ги носиме. Или Грција или некаде туку, или Србија еве, атрактивно нека биде Србија, сите се на ичови. Ајде.